Вообичаената петровденска атмосфера во Кочани беше надополнета и со одржувањето на свечената седница на Советот на општината. На празничната средба на советниците, на која присуствуваа и други гости, беа доделени највисоките општински награди и признанија. Годинава наградата за животно дело постхумно му припадна на магистер Иван Иванов, долгогодишен директор на некогашната индустрија за автомобилски делови Руен, председател на извршниот совет на општина Кочани, пратеник во Македонското собрание и човек кој остави неизбришлива трага во историјата на Кочани, но и пошироко. Признанието во име на наградениот го прими неговата сопруга, која изрази незадоволство од однесувањето на општинската власт кон семејството на Иванов. Па од општината, да. Конкретно од градоначалниците, тоа беше заборавен. Мислам сега, не знам зошто, шо е ова сега предизборне, дали поени сака градоначалнико, не знам шо е работева. Прво и основно, после неговото заменување, он кој цел град вработуваше, неговите деца никој не се најде да ги вработи. Иако имам инженери, магистри, у Болонја, у Лондон диплома, доктори, и да нема вработување за моите деца. Не знам. Значи, семејството не е задоволно. Дали, поради грижа на совест или друга причина, првиот човек на општината Димитровски, како да немаше храброст да и честита на Иванова за наградата на нејзиниот сопруг. Очигледно, предлогот и одлуката на членовите на одборот за доделување на општинските награди дошле во погрешен момент и без консултација со членови на семејствата на предложените кандидати. Наградата за значајни остварувања пак годинава му припадна на сликарот Танас Дедов од Кочани. Општата оценка во јавноста дека ова признание оди во вистински раце беше потврдена и на свечената седница, на која му беше врачена наградата. Многу сериозна работа кога се добија таква награда, тоа што таа награда се добива како резултат на јас можам слободно да кажам 50 годишно мое делување на полето на ликовната уметност и на културата во Кочани воопшто. Мои дела можам да се пофалам дека има прилично во семејствата на мои сограѓани. Во Македонија има прилично мои дела, амбасади и во странство. Во странство има наши луѓе што работат во странство, имат купувано прилично голем број на мои дела. Признанија за постигнатиот успех во образованието им беа доделени и на најдобрите ученици на генерацијата во основните и средните училишта во општина Кочани. На свечената седница на Советот своје обраќање имаше и градоначалникот Радко Димитровски, при што направи осврт за постигањата и развојот на општината во изминатиот едногодишен период.